Кога ќе слушнете дека некој истрчал маратон, викате, окей, тоа е добро, но кога ќе слушнете дека група рекреативци поминале 402 километри, трчајќи од Љубљана до Загреб, тоа е импресивно. 38 часа, тоа е, бога ми, вака кога ќе го замислиш, тешко се замислува, Маријана. Така, и тоа не станува збор за професионални спортисти, но луѓе кои што докажуваат дека со голема дисциплина, упорност и љубов кон спортот се може да се постигне, дека границите се само во нашата глава. Денес наши гости се Љубица Будимовска и Филип Поповски, членови на тимот 091 Run Crew, здружение кое оваа година одбележува 10 години постоење. Добро утро, добре ни дојдовте, честит јубилеј, нека се множат вакви успеси, уште многу во иднина. Добро утро, ви благодарам на поканата. И одма да прашаме какво е чувствува да се истрчаат 402 километри. Неверојатно. Јас тоа не можам да го замислам, да го возам ми е тешко, а не да го трчам. Неверојатно чувство. Интересно е, учествуваме заедно со многу трчачи од цела Европа, дел сме веќе втора година таму и нормално, веќе замислуваме и размислуваме за следната година. Да си дел од нешто што е масовно, да си дел од нешто што ја представуваш својата земја, својот град пред се. Е одлично чувство и дружењето меѓу луѓето кои се дел од тоа трчање е прекрасно. Да стартуваме од идејава. Од кај се роди идејата за учество на токму тој маратон? Па ова година беше пето издание. Идејата дојде многу поодамна. Меѓутоа лани собравме храброст да се пријавиме, така да ние втора година учествуваме на ова. Иначе нашето здружение веќе 10 години, како што рековте, се бави нели со трчање. Трчаме многу по Европа и по светот, нескромно ќе кажам, и многу другаруваме со сите оние running crew, здруженија, дружини што трчаат и разменуваме контакти, информации и веќе одамна знаевме дека постои овој вид на трка, како што кажа Буба, веќе 5 години. Се подготвувавте одамна. Други проекти точно и рековме зошто да не бидеме и ние дел. Зошто да нема екипа од Македонија која ќе биде малтене рамноправна со другите. Така е, претпоставам и така се прави планот за учество со комуникација, каде е добро организирано, каде е добро да се отиде, каде е предизвикот нели голем. Верувам дека подготовката за ова конкретно ни почнува од моментот на пријавување, тоа е негде септември месец. Значи имаме добри 10 месеци спремање. А како изгледа една ваква тимска трка? Дали сите трчате истовремено или пак се менувате по однапред утврдена стратегија? Па 8 тркачи учествуваат, значи 8 се пријавени и треба да се минимум 2 жени. Ние и ланската година и оваа бевме пола-пола, значи 4 жени, 4 мажи. Трката е концепирана да секогаш еден трча, си има тракер кој што го носи со него, и се менуваат 8 луѓе да ја истрчаат целокупната дистанца. Меѓутоа, трчањето е едната работа, а поддршката на тимот што стои во позадина е друга работа. Навечер е многу тешко да се трча сам, така да имаме секогаш велосипед што не прати. Едниот тркач го прати велосипед. Ние конкретна стратегијата е да се поделиме во 2 групи, по 4 луѓе, од кои што едната група одмара, а другите 4 поминуваат одредена дистанца. И потоа следи смена. Тоа го лани ни се покажа како одлична стратегија, така да и оваа година ја применивме. Така, затоа што станува збор за трчање од, речиси, 38 часа и дење и ноќе. Баш така. Не е едноставно. Ја не можам да замислам тоа, ама добро, ете има кој може и тоа да го истрча. Физички или психички е некогаш проблемот повеќе? Па јас мислам дека психичкиот проблем. Поголема е психичката подготовка за тоа отколку физичката, пошто ние сме секако трчаме. Мислам дека физички секој од нас може да го издржи од групата што сме. Меѓутоа психичкиот момент на неспиење, на излегување од некоја комфорт зона која што сме сите навикнати, пошто сите сме да кажам си имаме и приватни животи, професионални и тие 3 дена сите живееме за трката. Дали додека трчате буквално не мислите на ништо, само на тоа да се стигне до целта? Па секако. Тоа е примарно. Да, не е едноставно, поготово кога се во прашање оние ноќни часови, кога си некако сам со природата и можеби само со тој до тебе, нели што те следи на велосипед.
Навистина не е едноставно, јас не знам како би го издржала тоа, секоја чест за вас. А ти психички прво ќе се подготвиш, па после физички Не верувам знам, нема да ти биде да. проблем. Да. Она што сакам да го додадам е дека сите маратонци сте над 40 години, така ли? Така е. Токму Нашето- така, нашето здружение, повеќето од луѓето се над 40 години, веќе од 2016-та, нормално собрани прво како здружение кое ги бодреше сите оние трчачи стартувајќи од Скопскиот маратон за тоа да прераснете во некое рекреативно дружење. Не сме класичен атлетски клуб или атлетско здружение, ние сакаме како и да трчаме, сакаме и да другаруваме, се дружиме и да се забавуваме. Така, никогаш не е доцна покажува ова да се започне со трчање, отворени за нови членови секогаш? Апсолутно, така? апсолутно. Сите ние сме доста реализирани луѓе во своите животи согласно семејните и професионалните обврски и ова не е дел од другарување и нормално привлекување на нови луѓе. Секоја среда трчаме 7:30 часот во Дебар Мало, повелете и вие доколку сакате да ни се придружите. Од колку часот? Од 19:30 часот секоја да се среда. подготвиме и ќе дојде. Тоа ни Ќе фали. бидеме поддршка. А освен трчањето, после тоа седнуваме и доста разговараме, се дружиме и тоа е оној тука ќе најбитниот се дел каде придружиме, што Тука ќе дојдеме, тука ние влетуваме. Вие почнете од тој дел. добре дојде. Ќе го подготвиме тој дел за дружбата. Да. Кажете ми што си помисливте кога ја поминавте целта во Загреб и свативте дека успеавте? Па тоа чувство не знам како би можела да го доловам на никој што не го доживеал. Меѓутоа мислам дека прво е успехот што си го постигнал ти дава едно прекрасно чувство и кога ќе ја поминеш финиш линијата мислиш дека можеш уште толку да истрчаш. Значи тоа е оној чувство што те држи. Адреналин, да, постои адреналин, иако низ трката, сами рековте, во ноќните часови, особено во некои дивини успони, не дека не се прашуваме што ми требаше ова, или престар сум за ова што го правам, но адреналинот на последните моменти кога завршувате, како што рече Буа, ти дава можност и сила да истрчаш уште толку. Вртат некакви мисли додека трчате, такви баш кои што ги спомна, што ми требаше ова. Да. Или Тоа нешто друго. дефинитивно. Различни, вртат мисли од секаков вид, од убави до лоши, пикови се случуваат. Има време да се размислува, така? Морам да кажам дека многу пати на цел кога сме завршували излегали солзи, значи тоа е полно со емоции, адреналинот си го прави Природно е своето тоа, и да. нормално е. Пред се сме луѓе. А каква беше реакцијата на другите европски екипи кога дознаа дека доаѓате од Македонија? Па веќе втора За оние година. кои што не сме. знаат, да, затоа што веќе втора Да, година. ние сме втора година, предпоставувам дека им е чудно што ете од Македонија можеби има некој, меѓутоа со сите тие веќе се знаеме и се дружиме, така да Интересно е што не препознаваат и веќе знаат дека ќе учествуваме и пред да отворат пријавата, нормално не комуницираат дечки дали сте за и Дали оваа сте. година. Така да, секако ние потврдно го правиме тоа, така да и следната година планираме да учествуваме на нова делница, таа е Загреб, Будимпешта. О, браво. Верувам, подготовките треба да почнат. А 10 години, рековте, постоите, плановите, прославата, како ќе биде? Колку сте Вообичаено- задоволни да анализираме овие 10 години? Тоа е жива материја, како Така. и едно семејство, како и еден тим. Големи подеми, големи падови, големи успеси, несогласувања, живење на убави моменти. Значи, сето тоа е дел од едно семејство или една група која функционира. Ако не е така, onda значи нешто не чини таму внатре. Да. Вообичаено прославите ги правиме за време на Скопскиот маратон, каде што ние покануваме сите оние трчачки здруженија, друштва да дојдат да бидат дел од тој маратон и тоа не е само дел на трката, него тоа е забава за целиот викенд. Од доаѓањето во петок, преку сабота, до неделата трка, нормално после забавата, после трката, го одбележуваат тој момент. Така да тоа се плановите да ги направиме во октомври за време на трчањето, затоа што сепак нашите патувања, кога одиме надвор и другарување со нив, се поврзани со некаков вид на активноста, тоа е трка или трчање. Така. Одлично, што би им порачале на луѓето кои мислат дека немаат кондиција или пак дека е предоцна да започнат со Да, овие како нас. Што би никогаш не е предоцна. Значи кондицијата е нешто што се гради, не мора да се трча, може да се тргне со пешачење. Така. Зависи на кој што му одговара. Меѓутоа јас од моето искуство би им препорачала да пробаат да трчат, да се најдат во таа активност. Благодариме. Тука сме на располагање за се она што треба да го пренесеме до гледачите, а и да ги инспирираме. Се разбира, инспиративни сте секогаш и многу успеси ви посакуваме. Ви Да се освојуваат уште многу повеќе Ви километри. благодарам. Благодарим.